Прилично голема дебата имаше со доаѓањето на еврокомесарката за проширување Марта Кос, која не го спомена ајварот, говорејќи за македонски производи, и предпоставката одеше до таму во особено на социјалните мрежи во македонската јавност, дека практично Словенија дури веле одеа дотаму да кажа дека ни го украла ајварот. Но вие тоа го демантирате. Вие сте најголемиот експерт во Македонија, адвокат токму за интелектуална собственост. Да, вистината е сосема друга. Не е точно дека Словенија ни го украде ајварот или например словенечките компании ни го превземаа брендот, од причина што навистина е дека пред 20 на години имаше некој обид од една словенечка компанија да го заштити зборот ајвар. Имате ли објаснување зошто? Имам објаснување затоа што тие пробаат да го извезуваат ајварот во Германија. Тие произведуваат ајвар? Тие произведуваат ајвар, меѓутоа нивен ајвар, словеначки, а се знае дека македонскиот ајвар е најквалитетен, највкусен. Зошто? Заради тоа што производите, односно основниот производ од тоа е пиперката, капија да речеме, познатата пиперка потекнува од Македонија и таа му дава специфичен вкус, специфични својства на нашиот ајвар. Покрај тоа нашиот ајвар се прави на еден специфичен начин, значи не е тоа не се прави како што го прават во другите држави. Иначе за ваша информација, ајварот се произведува во речиси во целиот Балкан и зборот ајвар е генеричен според нашиот речник, според нашите кувари. Чекајте, прашањето е дали е македонски збор ајварот? Можеме да кажеме дека е македонски под турско влијание. Да, тоа се подразбира, да. Да. И македонски збор го има многу одамна во македонскиот речник од 1963 година и всушност тој речник нас ни помогна да го убедиме германскиот завод дека се работи за генеричен збор, значи генеричен поим, и дека не може да дозволи заштита на зборот ајвар како трговска марка. Туку може да дозволи заштита ако има одредена етикета со одредени други елементи. Да. Што значи убедување на германскиот завод за интелектуална собственост? Државата Македонија го убедуваше или пак фирмите кои ги произведуваат ајварите? Се работи за приватни права, знаете. Тоа се права на компаниите. Да. Не може државата тука да се меша. Не може државата Република Македонија да излезе пред германскиот суд и да каже ние го заштитуваме ајварот. Напротив, компанијата која што и вие застапувавте? Не, во тоа време не ја застапував, туку давав совети, бев советник и му кажав на овие работи, ги обезбедивме овие докази, со цел да му кажеме на германскиот суд, да му докажеме впрочем со докази за каков поим се работи, дека се работи за генеричен поим. Чекате сега, тоа почна која година? Пред 20 години, далечната 96-та година. И што се случуваше околу тоа? Имаше една македонска компанија која што исто така извезуваше ајвар и пинџур во Германија и тие се обидоа да им ги запрат пратките на германската граница, бидејќи наводно ги повредувале правата на трговската марка на словенечката компанија. И германскиот суд требаше всушност да изрече времена мерка, но германскиот суд не изрече времена мерка, бидејќи го убедивме дека всушност се работи за генеричен поим и дека нашата компанија од Македонија, која што ги извезуваше ајварот во Германија, има право тоа да го прави, бидејќи има собствена етикета, има собствено производство и воопшто не ги доведува во заблуда просечните германски производители за видот и потеклото на производ. Дали може зборот ајвар да се заштити? Не, зборот може да се заштити и во другите држави, меѓутоа пак ќе кажам како етикета, во одреден графизам, со одреден дизајн, а не
како со обични букви. Само зборот тогаш не Ако не пишува може. само ајвар не може. Инаку за ваша информација ние имаме како држава веќе заштитено географска ознака, односно ознака за потекло на производ македонски ајвар во Светската организација за интелектуална сопственост. Покрај таа географска ознака, односно ознака на потекло на производ, имаме заштитено уште и кочански ориз, имаме заштитено охридски бисер и имаме заштитено исто така и дисан, виното дисан. Дисан вино значи дека е собственост на некоја фирма? Кога се кај ознаките на потекло и кај географски ознаки, тие се регистрираат, а потоа се дозволува право на користење на секој оној кој што ги исполнува условите да го произведува. Значи, што би сакал тука да објаснам? Значи, рецептурата која што се дава во Светската организација за интелектуална сопственост, по таа рецептура секој оној кој што ќе ги исполни тие услови да го произведува виното, дисан или македонскиот ајвар, ќе добие право да ја стави таа ознака на потекло на својата етикета. Сакате да кажете или дали ова подразбира дека Марта Кос, еврокомесарката за проширување, намерно не го кажала зборот ајвар да не си прави проблеми? Не верувам дека тоа беше тоа намерата. Незината намера очигледно беше нешто друго, сакајќи да каже дека ние имаме со што да се пофалиме и дека традицијата можеме да ја влечеме не само од значи никој не може да ни ја земе традицијата по која што сме препознатливи во Европа и во светот. Бидејќи не верувам дека Марта Кос има информации за спорот кој што се одвиваше пред 25 години и ако не и повеќе. Која е процедурата за заштита на овие производи за кои говорите, ајварот и останатите? Значи, видете, ако некоја компанија сака да си ја заштити својата трговска марка, односно марката под која што ги пушта во прометот своите производи, би требало прво да поднесе пријава во нашиот завод, во Македонскиот завод за заштита на индустријска сопственост и во една постапка каде што таа пријава се објавува, па секој има право да поднесе приговор, во една постапка која трае од 9 до 12 месеци ќе добие соодветна регистрација. Но тоа важи само за територијата на Република Македонија. За надвор, ако сакаме да одиме да ги извезуваме производите во другите држави, пожелно е и се препорачува компаниите да ги заштитат своите трговски марки во секоја онаа држава каде што извезуваат производите. Зошто? Заради тоа што може да им се случи да некој трет им ја украде нивната трговска марка и во една судска постапка да забрани да речеме извоз во таа држава, да забрани продажба во таа држава и користење на таа трговска марка. Дали мора да се заштитат марките? Тоа малку да објасните. Значи марката не мора да се заштити. Видете, се работи за приватни права. Добро. Лични не државни. Значи не државни. Тоа е моја работа. Ако јас оценам дека треба, дека имам интерес да ја заштитам, треба да ја заштитам. Но бизнис логиката и во бизнис круговите вообичаено е тие кои што пуштаат на пазарот одредени стоки или се препознатливи по одредени услуги, еве на пример и во медиумскиот етер имате и вие познати брендови. Значи да ги тие брендови регистрираат. Мора, не мора. Не мора. Еден период мораше само кај лековите. Значи беше услов да се добие регистрација, за да се добие регистрација на лекот и да се пушти лекот во промет, беше задолжително трговската марка, односно трговското име под кој што се пушта, тој лек да биде регистриран претходно во Државниот завод за индустријска сопственост. Во странство каква е процедурата? Во странство е процедурата идентична ако одите во националниот завод. Меѓутоа, значи може да одите директно ако сакате во Србија, во српскиот завод, во Хрватска, во како во македонскиот. Исто така. Во Германија, во германскиот. Но Македонија е членка на Мадридскиот договор и на Мадридскиот протокол за меѓународна регистрација на трговски марки и
преку овие меѓународни договори може да се побара заштита во речиси сите држави во светот, тргнувајќи од Европската унија, од сите земји членки на Европската унија, од Соединетите Американски држави, Кина, Канада, понатаму Мексико, од светски рамки, Австралија и така натаму. Значи во светски рамки може, тоа зависи од вас, вие кога ја пополнувате пријавата, таму има една рубрика во која што штиклирате за кои држави барате заштита. И таму понатаму државите ја добиваат таа ваша пријава преку Светската организација за интелектуална собственост и доколку некој повторно индивидуално смета дека со таа пријава во одредена држава вие сте направиле повреда на нечија трговска марка, има право да поднесе приговор. Ако не поднесе приговор во рок од 90 дена, тогаш се смета дека марката е регистрирана и веќе можете да слободно да ја користите на територијата за таа држава. Што ќе се случи во рок од тие 90 дена ако никој не дознае дека таа фирма постои? Таа што е закана практично со идентично име. Да, рокови има, знаете. Не, ама ако не знае таа фирма дека воопшто некој се представува со идентично име, има и за тоа лек, да речам, има и за тоа правен лек, ако го пропуштите тој период од 90 дена, после тоа вие имате право да поднесете предлог за поништување на таа трговска марка, бидејќи вие имате претходно право на првенство или вие претходно сте ја користеле таа трговска марка. Или некоја слична на неа. Да. Во тој случај постапката е малце подолга, но пак правдата може да ја истерате до крај и да добиете пресуда во ваша корист. Има ли неправедни одлуки? Па видете, секогаш можеме да кажеме дека има и одлуки кои што според мене, значи јас морам да кажам тоа индивидуално мое мислење. Да. Според мене не се во ред, но за среќа се малку. Да. Среќа се многу малку, поготово последниот период, бидејќи нивото на познавањето на правото на интелектуална собственост кај судовите и кај инспекцијските органи е на многу по-високо ниво. Во вашата книга, ова е тоа вашата книга Интелектуална собственост од Женева до Приспански договор, да. Во вашата книга, еве ова е таа книга, се бавите со Преспанскиот договор, прилично политички фокус. Да. Значи, книгата е, всушност називот на мојата книга е Интелектуалната собственост од Женева до Преспа и потоа. Не случајно има таков назив, заради тоа што јас како експерт од правото сум речиси сведок и непосреден учесник во сите тие процеси. Значи, од првото пристапување во Светската организација па до ова што последно ни се случи со Преспанскиот договор, претпоставувам дека пошироката јавност и не знае дека во Преспанскиот договор има еден значаен дел кој се однесува и на интелектуална собственост, така и на трговските марки, географските ознаки и нормално беше да јас го и да речам направам една ревизија на одредбите кои што се однесуваат на... Практично вие сте еден од татковците, творците на Преспанскиот договор, како експерт. Значи, дефинитивно, откако беше склучен Преспанскиот договор, една група на експерти, значи бидејќи согласно Преспанскиот договор, требаше да се формира меѓународна група на експерти од Грција и од Македонија. Јас бев член на таа група на експерти, која што одржа 2 состанока со колегите од Грција. За жал не фати ковидот, немаше време да се одржат повеќе состаноци. И мислам дека е во моментот во нашава држава никој не води сметка како се применува Преспанскиот договор од аспект на трговските марки, што е лошо решение. Зошто не се грижи државата околу македонските производи? Мене не ми е јасно зошто не се грижи државата, заради тоа што мислам дека тука и како може да излезат спорови, поготово во земјоделието и во виното.
и дека државата мораше да ги остави членовите на експертската група да и понатаму да функционира таа експертска група и од нив да го следат, да ја следат примената на Преспанскиот договор. И во моментот имаме ситуација, ниту една институција, нити Министерството за надворешни работи и трговија, нити Министерството за земјоделие, нити Државниот завод за индустријска собственост, нити Министерството за култура има задолжено одредени службеници да ја следат таа работа, иако има се појавуваат проблеми. Јас, еве се водат и спорови, например, има спор за вина од Македонија кој што се води во Словенија со грчките извозници на вино. Знаете, се појави фамозната марка Macedónia the Great, ТГР асободирани. И јас за тоа пишувам исто во книгата, укажувам на тоа дека е тоа повреда на Преспанскиот договор од аспект на тоа дека Macedónia the Great, оние кои што го знаат добро англискиот јазик, точно може да знаат дека значи Македонија е Грција, фактички. Ме разбирате, the Great, ТГР. Понатаму од грчка страна сега исто поднесоа пријава во Европската унија Wines of Macedonia. Ние имаме Wines of Macedonia веќе, Сдружение на винопроизводителите од Македонија. За некои од овие работи надлежните органи се известени, меѓутоа нема реакција. Мислам дека час поскоро мора да се обрати внимание, барем да се формира една група која што ќе го следи спроведувањето на договорот од оваа страна и моја сугестија дури ако треба да се влезе во преговори со грчката страна за да се разрешат овие спорови. Значи во случајот и ние и тие ќе имаат право да го користат. Ние не можеме да забраниме македонски производи да се вика, бидејќи но со точна одредница дека се од Северна Македонија, а нив не можеме да им кажеме дека исто така не може да користат македонски, ама со точна одредница од Грција. Мојата заложба е или кодовите обавезно да се користат, или имињата, и при што и боите да бидат различни. Нивните се, да речеме, сина, плава и бела, нашите се црвена и жолта. Но знаете, са овие работи бараат една голема експертиза, големо искуство. Од другата страна исто така ќе дојде екипа која што е подготвена. Мислам дека ние некако несериозно се однесуваме со овие работи, со заштитата на воопшто на правата од интелектуална собственост од аспект на примената на Преспанскиот договор. Инаку вие ме прашавте, Преспанскиот договор не е совршен. Не е совршен. Јас укажувам на некои грешки кои што се при пишувањето на Преспанскиот договор од аспект, пак ќе кажам, на интелектуалната собственост, но тоа не е значи дека не може да се најде заедничко решение, заедничко прифатливо решение. Од кога се овие проблеми со Преспанскиот договор, од која влада? Видете, и претходната влада и оваа влада, претходната влада немаше сенс да ја остави меѓународната група да постои, независно што престана согласно Преспанскиот договор, мандатот на групата и престана и од македонска и од грчка страна. Меѓутоа, знаејќи каква е состојбата во нашите институции, требаше да се остане ова меѓународна група на експерти и да го следи спроведувањето и да нуди решенија на Министерството за надворешни работи, на владата, на одредени на другите министерства, на Министерството за земјоделие и на Државниот завод за индустријска собственост. А новата влада е веќе една година воопшто исто така ништо не превзема, иако колку што ми е мене познато има обраќање дури и од вина од Македонија до кабинетот на премиерот и до министерот за надворешни работи и трговија, за кој што им се укажува на некои од овие проблеми. Знаете, ние во меѓувреме спорот во Словенија си тече. И таму нашата институција, нашето здружение е оставено, да речеме, на цедило со индивидуално да се бори, самостојно да се бори. А за државата ставува збор? Да. Знаете, во секој случај. Ако е приватна марка? Приватна марка е, меѓутоа, извозот на вино многу зависи од таа приватна марка. Веќе гледате дека извозот на вино се зголеми во последно време и ние сме на
21 место во светот според тие статистички податоци. Да. Точно е дека Грција има повеќе од нас извоз, меѓутоа расте нашиот извоз и фактички ние стануваме бренд на светско ниво во винската индустрија. Не би смеело да дозволиме да се мешаат фактички изворот. Значи, оној кој ќе купи вино сака да купи вино од Република Македонија, не сака да купи вино од Македонија во Грција, од грчка страна. За волја на вистината, грците, знаете, они ги штитат и имаат заштитени географски ознаки. Ние олако ги сваќаме овие работи. Еве, во најновата стратегија за вино 23-33 година е ставено дека три географски ознаки треба да бидат заштитени за 10 години. Внимавајте. Значи, тоа е недозволено. Или нашите традиционални јадења, оние за кои што впрочем зборуваше и Кос, исто така може да бидат заштитени. Постојат меѓународни бази на податоци и во Европска унија и светски кои што може да се пријават и да се регистрираат. Нашите соседи како се активни на тој план. Не мислам само грците, и србите, и црногорците, и бугарите и така натаму. Значи ние мораме да работиме повеќе. Дали тоа зависи од фирмите? Не. Објасниме. Овој дел за да се востануваат тие, тоа зависи од државата. Аха. А фирмите утре кои ќе го користат тоа, ќе треба да го стават со одобрение на своите етикети. И нема да ви се случи да одите на пазар и да купите граф тетовски, а да биде кинески. Ме разбирате? Значи мора некој и да го следи утре тоа како се применува, како функционира во секојдневниот живот. Значи, ние ќе дојдеме во ситуација и доаѓаме веќе во ситуација да некој сака да го превземе нашиот идентитет на нашите производи од аспект на производите. Затоа што се тие добри, затоа што се тие вкусни, што рековме за ајварот, зошто сакаат да прикажат дека е македонски, заради тоа што едноставно е квалитетен. Значи тоа додава вредност на производите, не одземат. Значи тоа ќе му додава вредност на нашите производи. И ние сме впрочем по тоа препознатливи во моментот, по културата, по традицијата, по музиката, по тие работи. Ние не може да се пофалиме со, не знам, хай-теч индустрија. Или со историја на класична музика и така натаму. И околу оваа влада може ли да се побара средба за овие прашања? Видете, секако дека може да се побарат средби. Укажано е преку соодветни институции се укажува дека, например, и стратегијата за интелектуална собственост 22-26 се уште не е донесена. Минатата влада немаше доблест, 2 години не ја донесе стратегијата. Иако и во Брисел лажеа дека ќе ја донесат. Има изјава од вице-премиер кој што вика веднаш ја носиме стратегијата. Стратегијата еве сега имаме нова влада 1 година и тие не ја носат. Ќе измине рокот за кој што е донесен, а утврдена е од страна на Европската унија и ни е доставена. По наше барање е ангажиран европски експерт и е национален експерт. Јас сум националниот експерт, а европскиот експерт беше господин Желко Топич, поранешен вице-председател на Европскиот патентен завод. И сето тоа беше завршено. Таму има и со акциони рокови, со сето тоа. Меѓутоа, не знам од кои причини, едноставно, тоа не се носи таа стратегија и е статус кво. Значи, ми се чини како да не се сваќа дека потребата од заштитата на интелектуална собственост, а гледате, полнини се устите веќе. За идентитетот? За идентитетот, за сите тие работи, а забораваме ни на AI, забораваме нели на вештачката интелигенција, забораваме на дека сушност ние во светот идентитетот ќе го продаваме преку нашите филмови, преку нашата музика, преку нашите производи, преку нашиот фолклор. Ако тие работи не си ги завршиме дома, а ова меѓу другото е опфатено и во таа стратегија. Како можеме да очекуваме ние надвор да работиме? Благодарам.